Декларацијата за Илинденското востание утре ќе се најде пред пратениците. Порече се 1 месец откако власта ја најави. Дури утре истата ќе биде предмет на расправа на народните избраници. Дел од експертите, историчарите, но и јавноста сметаат дека оваа декларација не е потребна на Македонија, особено бидејќи како што посочуваат, не е добро напишана, во неа недостасуваат клучни работи, како и дека е задоцната. Универзитетскиот професор Саво Климовски за Алфа вели дека власта многу доцни со ваквите предлози кои според него се несоодветни, бидејќи како што вели тој, декларацијата е изнесување на ставови, а македонскиот народ добро знае што е Илинденското востание, односно ноторна вистина, и за тоа не треба собранието да ни каже. Не можеме ние да доносиме декларација. Декларацијата како акт е начин на прокламирање на обични ставови. Обични ставови за ноторни историски вистини се контраставови. А особено кога се носат во погрешно време, владеачката структура, оваа време минатата година, да донесеше сеопфатна програма за славење на целата година на 120 годишнината на од Илинденското востание. Климовски посочува дека ние сме немале потреба од декларации, ноторен факт за нашите граѓани во нашата историска свест, и секое донесување на такви декларации значи дека ние се сомневаме во основниот чин и мораме да го потврдуваме со декларации токму тоа, вели тој. Ако власта сакала на вистина да ја истакна важноста на Илинденското востание, професорот вели, тие требаат да организираат трибини, да публикуваат научни трудови и да ја подигаат свеста на младите луѓе за да знаат кои им се предци, а не во собрание да носат задуцнати мерки. Воедно, вели Климовски, ако сакаат да го величаат празникот, истиот требаше да биде прославен како што треба, а не скромно и на несоодветна локација. Ние го прославивме сосема и несоодветна, и самата прослава несоодветна. Каде што е еден висок функционер, полагаше свекиња на некој си тамо кале, што нема врска со настаните на од Крушевот. И ВМРО ДПМН не се согласува со оваа декларација. Велат дека таа декларација била бедно напишана, што е наврада за македонскиот народ и македонската држава. И во принцип, кога поднесувате таква декларација, треба да ја дадете на сите пратенички групи и тие да дадат своји сугестии, соопштуваат од ВМРО ДПМН.